Добро вечер и добре дојдовте на оваа наша Slow Food виртуелна дружба, промоција на второто издание на списанието Полжавче. Прво се радувам што сме во голем број и бидејќи станува збор за едно списание кое се роди во пандемска година и во пандемска година го доживеа и своето второ издание, се надевам дека следната година ќе можеме на промоција на Полжавче да се видиме во живо и уште поинтензивно да ја споделиме радоста и да направиме поубава и поголема дружба. Во секој случај, добро е што и вака и сега сме тука. Имаме интересна програма и многу соговорници, односно луѓе кои голем дел од нив се дел од Slow Food организацијата, некои не се, меѓутоа се наши поддржувачи и почитувачи. Да кажеме дека Slow Food, организацијата која се занимава со храна и земјоделство, си има и програма наменета за деца, која се однесува на проектите Slow Food училишни градини, сензорна едукација и Slow Food во училишната кујна. Полжавче како списание за училишните активности на Slow Food се однесува на тие проекти кои се наменети за училиштата и некако за сега најразвиен проект во Slow Food Македонија се проектот училишни градини, за кој секако заслужна најмногу е нашата Василка Стефановска, координатор на овој проект и секако тимот што работи. Еден од тие активности на Slow Food училишните градини на тој проект е токму и излегувањето на списанието Полжавче. На почеток ја поканувам господја Василка Стефановска да земе збор и да ни каже и пошироко да ни представи што се сработи годинава, што работиме и како ќе се развиваме натаму. Повелете. Добро вечер на сите, добро вечер Филип и ти благодарам за убавата најава. Проектот за училишни градини го започнавме како проект кој што беше подпомогнат од град Скопје, а потоа последните 2 години од Министерство за животна средина и просторно планирање. Проектот за училишни градини практично е проект на Slow Food Македонија, меѓутоа го започнавме во Скопје како иницијатор како Slow Food водно. Првите 2 години во кои што беа вклучени 10 училишта и јас сега ќе ги прочитам за да знаеме кои училишта веќе не се во овој проект вклучени. Тоа се училиштето Аврам Писевски од Бардовци, Владо Тасевски од Карпуш, Христијан Тодоровски од Карпуш, Рајко Жинзифов од Кисела вода, Круме Кепевски од Кисела вода, Димитар Беровски од Ѓорче Петров од Ѓорче Петров, Наум Охридски од село Булачани и Крстен Мисирков од општина Газибаба. За среќа, овој проект најде на голем одзив кај наставниците, кај родителите, кај учениците и токму поради тоа почувствувавме потреба дека треба да се прошири и надвор од Скопје и затоа преку претходните 2 години овој проект го реализиравме заедно со Slow Food Прилеп и Slow Food Битола во училишта кои што припаѓаат на овие општини и плюс од Кичево едно училиште. Во оваа фаза, значи во последниве 2 години, ни се приклучија основното училиште Даме Груев од Битола, Елида Караманди од Битола, училиштето Гоце Делчев од Могила, Кочо Рацин од Прилеп, Кире Гаврилски од Прилеп, Блаже Коневски од Прилеп, Климент Охридски од Прилеп, Никола Карев од Крушево, Гоце Делчев од Демирхисар и Владимир Полешевски од Кичево. Ова се училиштата која активно учествува овие 2 години во проектот, меѓутоа имаме, морам да кажам, голема заинтересираност од наставници од други училишта и токму заради тоа со право можам да кажам дека проектот чекори навистина добро и напред и дека ќе се проширува во другите општини.
во рамките на овој проект, тимот кој што учествува во изработка и реализација на овој проект се освен јас како координатор, многу голема поддршка имаме од Slow Food Македонија, од Николовски Николче, кој несебично во секој момент ни се наоѓа и како консултант и како човек кој што ги познава доста работите во Slow Food. Тука би дала значење и на луѓето кои што навистина овие 4 години многу работеа на овој проект, а тоа се Катерина од Јордановска од Slow Food Водно, понатака професорките од Земјоделскиот факултет Маргарита Давидковска и Звезда Богевска. Голема поддршка имавме понатака од тимот од Прилеп, почнувајќи од Филип, па Тодорка, Даме, од Наташа, од Сонја од Битола, од Весна од Битола, значи нашиот тим се зголемува и токму заради тоа што наставниците почувствуваа дека станува збор за проект кој што навистина ќе им помогне многу на децата. А доброто во овој проект е тоа што се вклучуваат и родителите и така конекцијата, оној триаголник ученик, наставник, родител токму во овој проект и се реализира. Сунчица, извини, сега те видов, голем придонес во рамките на овој проект има дадено и Сунчица Јовановска од Slow Food Водно. Како низ проектот ние поминавме доста фази, се работеа работилници во училиштата, во некои училишта успеавме и да реализираме градини, како што е, например, во училиштето во Бардовци, благодарение на канцеларијата на ФАО, потоа во училиштето Христијан Тодоровски на Карбош, благодарение на невладината Хорус, училиштето Крстен Сирков, кој што самите изреализира своја училишна градини, навистина имаат голем успех и се надевам дека новите училишта кои што се вклучуваат надвор од Скопје, дека ќе направат свој градини и некои веќе и имаат. И сите овие 4 години ова што го работевме е голема мотивација и за наставниците и за родителите. Меѓутоа, како круна на сето наше работење и во првите две години, но и сега овие 2 години е списанието Полжевче, кое што најде уште првата година на многу позитивен прием кај наставниците, кај учениците и во пошироката јавност, благодарение на Филип, кој што е уредник на ова списание, и сите кои што соработуваат со него и овозможуваат ова списание да го добие и својот втор број, и се надеваме дека него ќе чекори понатака заедно со проектот, затоа што веќе се чувствува дека училишните градини без Полжевче нема да бидат училишни градини. Од мене толку, Филип, сега ти давам збор тебе да продолжиш и се надевам дека ќе имаме со реализација на овој проект. Благодарам, Васе. Без секако дека проектот целосно би немал смисла да не се тука нашите ученици од сите училишта, дечињата заради кои постои проектот и заради кои всушност се трудиме со љубов и со она што го имаме како знаење и капацитети да ги создадеме тие градини. Многу радува фактот што градините што се од втората фаза, односно училиштата, почнаа интензивно да работат на случајот создавање на градини. Таков пример е
и училиштето од Кичево, Владимир Полежиновски, и затоа сега го поканувам координаторот Драган Петрески накусо да ни каже што таму се случува, како се создава училишната градина во Кичево. Повелете. Драган, мислам дека не е тука. Само дали... Тука. Да. Само микрофончето. Ете така. Добро вечер. Добро вечер, се слушаме? Одлично, повели. Поздрав до сите присутни, да се представам за тие што не се познаваме. Јас сум Драган Петрески од Основно училиште доктор Владимир Полежиновски од Кичево. И еве ние сме од после средбата што имавме и кој што прифативме идејата да спроведиме училишна градина во нашето училиште. Па накратко, не би можел накратко, али ајде да не се задржувам. Пред све, жалбата и прифаќање на идејата и љубовта кон сето она што го нуди Slow Food програмата е пред све и соработката од сите колеги и директорот и сите останати кои што прифаќаат идејата и да се почне со активности. Сега, за жал, зимата ни дојде малку порано оваа година и ние почнавме со обработување на еден дел од јужната страна на училиштето, некаде околу 240 квадрати, и поставивме пластеник и се подготвуваме. Мислам, колку и да се... За да напролет сето ова биде поплодно. Така, дури мислам дека сите треба огромна поддршка да дадеме, затоа што верувајте, ова училиште, вие верували или не, купи трактор за да ја сработи површината во училиштето. Мислам, вистина, секоја чест и со забрзани чекори се движи работата кон напред. Инаку е многу важно дека наставникот Драган, иако е наставник по историја, тој и го живее Slow Food начинот, затоа што живее на тој начин, одгледува градина, има свој пластеник, се труди органска храна да произведе, живее во природа, значи и со дело, а не само со зборови, ја реализира таа програма. Само би додал малку овде, за уште подобра да е реализацијата, оваа година како наставник по граѓанско образование, ако има и слични тука, значи во делот за спроведување на ученички иницијативи и не да се наметна, туку самите ученици предлагаја разни настани на засадување и така дојдовме да токму целата оваа активност биде една ученичка иницијатива и од тука се покрена во делот и на едукација, изработка на разни презентации и стекнување едноставно на свеста за здрава исхрана и стекнување на здрави животни навики. И од на тоа се работи и, како што кажав, одвај чекаме на пролет да излезиме в нива, што се вели. Одлично, а ние ќе дојдеме и да ви помогнеме и да ги вкусиме првите плодови од вашата градина. Ви благодарам, Драган. А од Прилеп ја имаме Наташа, координатор на градината во Основното училиште Климент Охридски. Ова училиште вистина интензивно и сериозно се посвети на овој проект и токму затоа тука е Наташа Милеска Михајловска, професор по биологија. Повелете. Добро вечер и од мене. Многу не пофали, ама немаме толку сработено. Немате, ама сериозно пристапи. Тоа е веќе друго. Вака ова го кажувам за да ви биде обврска, да ви тежи. Тоа е веќе друго. Ете така. Во нашето училиште, и ние сме, чест ми е и задоволство што сме дел од Slow Food тимот, со тоа што во нашето училиште генерално наставниците се запознаени и изразија голема, да речам, заинтересираност да се вклучат во сета таа активност во изработка на училишна градина. За сега сме
мислам ги запознав само на еден поширок стручен актив, со тоа што Филип ги запозна и со активностите за училишна градина, додека и јас малку обрнав внимание на сензорната едукација. Уште еднаш ќе кажам, чест и задоволство ми е што сме во дел од Словфуд и се надевам дека ќе ги оправдаме овие убави зборови. Ви благодарам. Се гледаме напролет да садиме. Се гледаме напролет, да. Сега да пристапиме малку кон полжавчето, кон вториот број. Тој е шарен, богат, ќе го видите и ќе го имате. Спроведовме еден конкурс на ликовни, литературни творби и фотографии и имавме комисија која се занимаваше со прегледување на сите творби и ги селектираше најдобрите. Подоцна ќе имате можност да ги слушнете победниците на тие тројца конкурси. Тука се со нас поетесата Вера Андон, која одлучуваше за поетските творби, ликовниот уметник Владимир Здравески, кој одлучуваше за ликовните творби и нашиот Горан Трсунов, кој ги оценуваше фотографиите. Меѓутоа, една песна на која се сетив, а која многу подоцна излезе полжавче, значи после година-две од кога таа песна ја слушав и некако ја поврзав, тоа е една песна со истоимен наслов, Полжавче, напишана од поетесата и наставничка Лила Арсова од Велес, која е активна и како ментор, меѓутоа и активна во литературата како председател на клубот на писатели Коста Рацин од Велес, а нели денес му е роден ден на Рацин, па затоа еве од градот на Рацин ја имаме Лила Арсова да ни ја прочита песната Полжавче. Оваа песна им ја посветувам на сите наши ученици што се вклучени во списанието и што еве тука се со нас на Zoom оваа вечер. Лиле, повери. Добро вечер и од мене. Ви благодарам на честа, на можноста што вечерва сум заедно со вас да се дружам. Поздрав испраќаме ви од градот на Рацин, од градот на поезијата. Ќе ми биде задоволство и понатаму ако се дружиме на заеднички активности, пошто кажа Филип и јас сум наставник и со задоволство и понатаму би ја продолжила соработката, а да не должам во интерес на времето ќе ви ја прочитам својата песна. Полжавче. Во тревата само било, во кукичка се скрило. Со првата утринска роса згаснало со нога боса. Прошетало до зелен лист и сретнало друга рист. Гозба со листоци направиле, во тревата трага оставиле. Кога сончко зраци пушти, рокчињата им ги спушти. Секој во кукичка си влезе, дури од утринска роса да слезе. Ви благодариме. Ви благодарам и јас. Со нас, односно учесник во проектот и основното училиште Блаже Конески од Прилеп. И тие вечерва учествуваат на поинаков начин во нашата програма и еве сега ќе видите како.
Добро вечер. Добро вечер. Ете, тоа е настапот на училиштето Блаже Коневски од Прилеп. Ова е хорот и оркестарот под раководство на наставничките Маја Кузмановска и Андријана Дуковска. Сега, еве вака, пред да го имате во вашите раце, вака да видите како изгледа нашето второ полжавче. Еве го второто издание на списанието Полжавче. Подоцна ќе ви откриеме и кој е ликот на насловната страница. Тука да се заблагодарам на сите соработници кои ги има голем број и особено ми значи поддршката на сите, одговорите кои најнаш стигнуваат, прифаќањето на желбата, прифаќањето на поканата волонтерски да напишат текстови, да направат илустрации и така натаму. Технички уредник е Горан Трсунов, кој со кого прекрасно соработуваме и ги координираме сите оние содржини. Овој број на Полжавче го посветивме на почвата. А зошто? Затоа што ако немаме почва, не можеме да одгледуваме ништо и не можеме да имаме училишни градини. Почвата е нашата учителка и нашата хранителка. И затоа вечерва со нас е една докторка по почви, која ги познава многу почвите и која ја продолжува традицијата на сериозно развиена наука за почвите во нашата држава, а таа наука се вика педологија. Професорката, бидејќи го нема списанието видено, еве ќе ви кажам, професорке, отстапивме и простор на нашиот академик Ѓорѓе Филиповски и имаме дел посветен токму на она што тој го кажал за почвите и негова куса биографија, чисто и младите поколенија да се запознаат и да знаат какви луѓе имаме и на каква основа треба да надоградуваме. Со нас е тука професор доктор Татјана Цегулар-Миткова од Факултетот за земјоделски науки и храна. Професорке, повелете. Добро вечер, се надевам дека ме слушате. Одлично ве слушаме. Филип, толку сум изненадена од овој настан, не го замислував овака. Толку ентузијазам и толку позитивна енергија, значи се чувствува да навистина, не знам, можам само да кажам дека со задоволство ќе продолжиме соработката и понатаму. Благодарим. Но за мене беше предизвик и посебна чест што ете второто издание од списанието Полжавче ја посветивте токму на почвата. И не случајно јас го немам списанието, но не случајно напишав дека и така го започнав текстот велејќи дека дали некогаш сте размислувале дека без почва нема живот. Дека всушност почвата е основа од која зависи животот на сите нас на оваа планета и дека таа не е нечистотија. Едноставно, ние чекориме постојано на неа, секојдневно ја гледаме, но ете, може би по некоја случајност за незината вредност и ретко кој размислува или пак многу по-ретко ни се случува и да разговараме. И мислам дека токму со овој текст, тој текст значи е напишан во многу кратки црти, меѓутоа мислам дека ќе испратам порака, опишувајќи што таа всушност представува и пред се потенцирајќи го во кратки црти незиното значење. Би рекла незините функции кои што се бројни, значи таа има бројни еколошки функции, но сите се надевам дека ќе се сложиме дека најважната е токму онаа производство на храна. И тоа би рекла квалитетна и безбедна храна, а од тоа дали храната ќе ни биде безбедна и квалитетна,
ќе зависи од тоа колку ќе ја запознаеме почвата и секако како ќе се грижиме за неа. Не случајно, може би за присутните е позната една изрека на некогашниот претседател на Соединетите Американски држави Рузвелт, кој што кажува дека народот кој што си ја уништува почвата, се уништува сами од себе си. Мислам дека со оваа изрека на Рузвелт многу се кажува. Така што се надевам дека посебно наставниците што овдека веќе кажа дека имаат градини и дека работат на своји градини, ќе имаат интерес од ова што јас сега го кажувам, затоа што сите заедно, и не случајно го спомнавте академикот Филиповски, ова многу беше големо изненадување за мене. Јас имав чест да работам и да творам во периодот кога и тој всушност беше жив, кој беше помеѓу нас, тој беше мој ментор. И за се што сум јас денес, голема заслуга има академикот Филиповски, и позната е неговата изрека, која што јас и мислам дека ја имам напишано во текстот, дека наша задача е не само да се грижиме сега за почвата, туку да ја подобриме и ако може да ја оставиме во подобрена состојба за идните генерации. Затоа што почвата не е луксус само на нашата генерација. Значи, таа треба да биде и за другите генерации. Па еве да не должам многу, само ако ми дозволите да кажам и уште нешто, можеби не е поврзано со почвата, но сите знаеме дека периодот кој што ни доаѓа е период, како што и вие самите кажувате во вашиот текст, дека е период на славја и на здравици, па затоа дозволете ми еве уште еднаш да ве поздравам и секако да ви посакам добро здравје, среќна нова 2022 година, весели берикетни и божикни празници. Еве, благодарам. Професорке, многу ви благодариме. Искрено ми е чест што ваш труд се наоѓа во списанието, чест ми е што се вклучивте да бидете дел од оваа промоција и секако она што вие го кажавте ќе биде поттик да го подобриме или да го смениме односот кон почвата. Да го подобриме. Така, секако. Понатаму, тука секако кога нели оној што го создавал и што го креирал списанието, сите што сме вклучени, сметаме дека е најубаво и дека е поубаво од првото и секако нормално е. Иако знаеме и да си ги најдеме маните и недостатоците, меѓутоа јас избрав некој што е независен и размислував кој ќе го прочита и со реални очи ќе погледне на Полжавче и ќе биде фер да ни ги каже и маните, ако ги имаме, и недостатоците, а не е дел од Slow Food, меѓутоа ја поддржува екологијата и прави мноштво проекти за заштита на околината, работи со своите ученици. Тоа е директорката на Средното училиште за образование и рехабилитација, Свети Наум Охридски, господја Дивна Видинич, која го прочита и првиот и вториот број на Полжавче, и би сакал да слушнеме како таа го доживува Полжавче и еве да слушнеме на крајот на краиштата дали се движиме на добар пат. Господја Дивна, повелете. Дали се слушаме? Професорка? Ето е тука, ама... Веројатно професорката има некои проблеми технички. Меѓутоа, еве накусо да спомнам за списанието пред да преминеме на она за кое се нетрпеливи нашите ученичиња кои
своји трудови испратија за конкурсот. Списанието Полжавче, рековме, освен што носечка тема е почвата и се поместени текстови за како треба да се заштити почвата, понатаму поместени се текстови за домашното производство, односно за важноста на домашното овошје и зеленчук, одбележувајќи ја меѓународната година на овошјето и зеленчукот на ФАО. Зборуваме за една интересна тема киселост на почвата, што ќе биде интересна занимливост за учениците и за наставниците. Тој прилог ни го подготви господја Фанка Дуза од лабораторијата по педологија на Факултетот за земјоделски науки и храна. Опфатени се сите активности на училиштата. Една интересна работилница што ја спроведовме со учениците од Скопје, од браќа Миладиновци, за градинарството како важен сегмент во воспитно-образовниот процес. Понатаму имаме исто еден научен труд, секако достапен за возраста на нашите читатели. Тоа е како ја штитиме почвата со биолошка борба. Професор доктор Билјана Гвероска од Научниот институт за тутун во Прилеп го напиша тој текст. Нашиот најпознат козар Давид Неделковски пишува за колку е важна почвата за нашите кози, овци, крави да имаат добра паша и добра храна. Имаме и меѓународна соработка со поетот Власта Ценич од Србија, кој ни испрати една песна за сончогледите. А кога станува збор за сончогледите, цела приказна, прекрасна, исплети нашиот Гоце Бумбаровски, наставник од основното училиште Кочорацин од Прилеп, и со неговиот ученик Давид засадија сончогледи во денот на неговото враќање. Понатаму имате како треба да ги насадите сончогледите, за активностите поврзани со денот на пчелите. Понатаму нашата Тодорка Наумовска Димески пишуваше за нутритивните вредности на зеленчуците што имаат подземни делови што се јадат. И секако пишуваме за биохумусот. Замислете, има и солена почва. За солена почва имаме интересен прилог. Имаме прилог од нашата Кате за каква треба да биде почвата и дека ако немаме плодна почва, ќе немаме ни квалитетни производи, ни убави градини. Исто така, успеавме во годината на одбележувањето на 100 години од раѓањето на Блаже Конески да поместиме и песни во кои авторот е инспириран од природата, од градинарството, од бавчите и пишува токму за тоа, и на таков начин го одбележавме и овој јубилеј. Сите што се дел од проектот, сите што се добитници на награди, сите наши соработници во најскоро време во своите раце ќе го имаат и печатеното издание на Полжавче. Меѓутоа, со оглед на тоа што ние внимаваме да бидеме еколошки свесни и да не трошиме многу хартија, секако голем дел од оние што нема да го добијат печатено издание ќе имаат можност да во електронска верзија да ги имаат и првиот и вториот број на Полжавче. Сега да видиме да пробаме дали уште еднаш професорката Дивна Видинич може да се вклучи. Професорка, тука сте? Да. Добро вечер. Добро вечер. Јас сум Дивна Видинич и пред се да кажам дека сум долгогодишна пријателка, веќе 50 години, со Василка Стефановска, која е најодговорна за училишните градини. А Филип го познавам веќе 10 години. И двајцата се големи ентузијасти, посветено работат се што ќе фатат, така да ја следам нивната работа и лично сметам дека училишните градини треба да постојат секаде во сите училишта, и во градските и во селските средини. Ако не може да биде, може да бидат каскадни, може да бидат стаклени, било какви на мал простор.
кај нас во нашето училиште имаме ние една каскадна градина со овие зеленчукови растенија и зачински растенија. Само јас нема да зборувам за тоа. Сакам да пријатно сум изненадена, бидејќи досега и со Василка и со Филип сме разговарале многу пати дека училишните градини како екологија, односно предмет кој ќе содржи нашата традиционална храна, нашата здрава храна, на влијанието на тоа што учениците ќе се занимаваат со одгледување на одредени растенија, дружбите, физичката активност, поголемата изложеност на воздух, на сонце, дека секако ќе придонесе до правилен развој на младите и воопшто на поединецот, дека ќе развие свесноста за значењето на природата, на одржување на животната средина, на одржување на традицијата на здравата храна и дека ќе се изградат како многу подобри личности. Се е тоа во ред и јас се надевам дека ова се само зачетоци, иако Slow Food веќе повеќе години наназад работи, но туку што денес дури ги прочитав и двата броја на Полжавче и сум пријатно изненадана. Очекував дека се работи за некои вестници така информативни за активностите на Slow Food. А не очекував дека тоа ќе бидат практично учебни помагала, каде што учениците точно ќе знаат зошто го прават тоа, дека ќе едноставно ќе се идентификуваат со она што го работат. Значи и наставниците, оние кои не се вклучени. И затоа, она што го рече Филип пред малку, дека за да не трошиме хартија во интерес пак на екологијата, јас сепак сметам дека по еден примерок од двата броја треба да ги има во секој училиште во Македонија. Бидејќи ова не се обични весници, ова се учебни помагала. И навистина, пријатно изненадена, јас само ги прочитав, ама ќе ми треба да се навратам, тоа не е белетристика, да земам да го прочитам и да го заборавам, туку тоа е нешто кое ќе биде прирачник сега за сега, а би можело да биде и учебно помагало за сите наставници и за сите ученици. Затоа што ова е премногу важна тема за нас како нација, како народ, кој што имаме што да покажеме околу вкусовите, околу храната здрава, бидејќи имаме доволно сонце, сега за сега и почвата не е толку загадена, а бидејќи е прилично загаден воздухот и ние со нашите действувања уште повеќе го загадуваме, ги загадуваме и водите со нашите дејанија, со ова свесноста кај младите и кај поединецот и кај нас повозрастите ќе делува да размислиме што ние всушност правиме, си правиме самите на себе си и на идните генерации. Со нашето досегашно однесување, можам да кажам, непримерно. Ова што Василка го прави, а Филип го пишува, е нешто што е со многу голема значајност и треба да одекне секаде во образовниот систем. Значи, ова јас сметам дека се некои зачетоци, но уште еднаш ќе повторам. Ова се учебни помагала. Во првиот број на Полжавче има општо за развивање на свесноста, за традицијата наша на јадење, на храна, на подготвување, за зеленчуците заради поднебието во кое што живееме, полно со светлина толку месеци, дека ние имаме
прекрасна храна. Јас пред некој месец бев во една наша бивша Југословенска република и мислам, истите треба да дојдат и кај нас. Викам, леле, кој ќе дојдат, кој ќе видат каква ние вкусна храна нудиме, традиционална, а и какви вкусни производи. Значи, ние со ова што го прави Василка, и сите што го работат ова, за Филип посебна пофалба, што тој не направил весник, туку направил учебно помагало. И јас само и понатаму ќе ве следам и ќе бидам ваш поддржувач и навистина лично сметам дека секое училиште треба да добива по еден примерок од овие ваши изданија, бидејќи ова што го имате вие напишано го нема во ниеден учебник. А и текако е битен ако сакаме да градиме здрави поколенија. Бидејќи ние сега околу загадувањето најверојатно самите сме невоспитани за да умееме да ги воспитаме децата, да не фрлаат, да ја користат и храната, отпадоците од храната, да се каже понатаму со почвата и за компостирањето, што се може да се прави. И како понатаму секој и во градското, дека се смета, моето училиште е во општина Центар, се смета дека во центарот е загадена, има можности и има начини. Значи, и за тоа ремедиација на почвата и така натаму. Значи, само продолжете и јас верувам дека некој тоа ќе го види и дека ова ќе стане предмет во училиштата, во сите училишта, од основно па дури и во средно училиште. Ви благодарам, да не должам, имам уште многу што да кажам. Ви благодарам за ентузијазмот и посветеноста со која го работите ова. Многу благодариме, професорке. Вашите зборови ќе ни бидат патоказ да се движиме и да работиме уште повеќе, да се трудиме следните изданија да бидат уште подобри. Секако во палетата на Slow Food има и други изданија и учебни помагала поврзани со училишните градини, со тој проект напишани од наши професори, стручњаци. Тука ќе го споменеме трудот кој го вложија професорките Звезда Богевска, професорката Маргарита Давид Ибљана, кои исто така имаат голем придонес. И тие изданија за среќа веќе си го наоѓаат патот во училиштата, бидејќи со новите измени имаме изборен предмет градинарство и многу наставници во училиштата се соочија со потребата да имаат некакви дидактички материјали, па така токму Slow Food кој има цела програма, едноставно дојде, сите тие изданија добија уште поголемо значење и потреба, не само за проектот училишни градини, туку општо за едукацијата. И токму кон тоа е нашиот стремеж да покажеме колку е важно градинарството како сегмент од воспитно-образовниот процес. Исто така, денеска Василка со мене сподели интересна вест, дека сепак важно ни е тоа, дека имаме многу позитивни реакции од Министерството за животна средина и просторно планирање, затоа што проектите што ги работиме темелно и посветено. И секако тие се наши поддржувачи токму во овој проект и секако сме благодарни за тоа. А сега е време да слушнеме кои се најдобрите песни, најдобрите раскази, односно најдобрите цртежи, најдобрите фотографии. Првиот број на Полжавче објави конкурс за фотографија, за цртеж и за литературни творби. И можам да ви кажам дека има огромен интерес. Особено не радува што покрај училиштата кои се активни партиципиенти на проектот Slow Food училишни градини, се пријавија и огромен број на училишта кои засега не ни се вклучени, но секако не поддржуваат и имаат желба да бидат дел од овој проект. Јас морав да барам помош
и затоа најдов луѓе кои си ја знаат и тоа како својата работа, па така стручни лица се занимаваа со изборот на најдобрите творби. Владимир Здравески, ликовен уметник и илустратор, ги оценуваше цртежите. Имавме 3 категории, значи 3-то, 4-то и 5-то одделение, 6-то и 7-то одделение и 8-то и 9-то одделение. И затоа сега го поканувам да ни ги соопшти наградите, односно да ни соопшти кои се најдобрите творби. Инаку да кажеме дека секогаш конкурсите што ги распишуваме не се само да се бориме или да се трудиме за некакви награди, туку мислам дека имаат конкурсите на многу поважна улога, а тоа е да видиме како другите работат, да видиме што другите прават, да одиме, тоа да ни биде поттик да стануваме подобри. Владимир повели да ги слушнеме добитниците на наградите. Добро вечер на сите, се надевам ме слушате. Најпрво сакам да се заблагодарам на цел тим од Slow Food заради тоа што ми ја дадова шанса да бидам дел од жири комисијата. Морам да бидам искрен дека навистина ми дадоа многу тешка задача, заради тоа што беше имаше огромен избор на дела и заинтересираноста на учениците беше огромна. Но, како што кажа Филип, сепак конкурсот мораше да биде поделен на одредени категории, мораше да бидат наградите поделени на одредени нивоа. Морам да потенцирам дека сите сте победници, сите ученици кои создаваат и кои креираат, кои работат со љубов, се победници и успеале да создадат веќе нешто ново, некакво дело. Но според рамките на конкурсот мораше да биде направена некаква селекција. Наградените творби беа поделени во 3 категории, така што во категоријата 3-то, 4-то и 5-то одделение, третата награда ја освои ученичката Бисера Секуловска од основното училиште Кира Гавриловски Јане под менторство на професорката Даниела Јордановски. Честитки до Бисера. Втората награда ја освои ученичката Марија Величковска од основното училиште Кирил и Методи од општина Стајковци. Додека првата награда ја освои ученичката Мија Цветковска од основното училиште Кирил Печиновиќ од општина Кисела Вода под менторство од професорката Елена Јовановска Бендовски. Честитки уште еднаш до ученичките, до наградените. Во втората категорија од 6 до 7 одделение, третата награда ја освои ученичката Јана Танчевска од основното училиште Свети Климент Охридски од општина Битола под менторство на Димитар Димитров. Втората награда ја освои ученичката Каролина Кузмановска од основното училиште Коста Рацин од општина Бравеница под менторство на професорката Лина Тренковска. И првата награда ја освои ученичката Марија Трајановска од основното училиште Кира Гавриловски Јане. И последната категорија од 8 и 9 одделение, третата награда ја освои Мија Дамевска од основното училиште Даме Груев од општина Битола. Втората награда ја освои ученичката Сајна Јовановска од основното училиште 7 марш од село Чолопек, општина Бравеница. И првата награда ја освои ученичката Теона Герасимовска од основното училиште 7 марш од истоименото село од општина Бравеница. Уште еднаш честитки до наградените. Честитки до сите учесници на конкурсот. Се надевам дека, како што кажа Димковски, ова ќе биде поттик понатаму да продолжат да работат, да продолжат да создаваат, бидејќи како што кажал и Пабло Пикасо, секој дете уметник, единствено е да успееме да го задржиме детето во нас и да продолжиме да создаваме. Благодарам уште еднаш. Владимир, ти благодариме и искрено благодарам на членовите на жирито, има многу работа. Извинете што ве измачив толку,
ама свесен сум дека уживавте во тоа. Горан Трсунов, фотограф и графички дизајнер, ги оценуваше фотографиите кои пристигнаа на нашиот конкурс. Тука сакам да кажам дека имаше многу ментори и многу училишта кои на овие конкурси беа многу активни. Тоа е училиштето во Булачани. Посебен поздрав на таа вредна екипа и на наставничката по природни науки. Исто така Даниела Јовановска од Битола, прекрасен наставник и премногу активен, наставничката Сузана Спирковска и многумина кои, простете ми, нема сега да ги спомнам, меѓутоа сите партиципираа многу и посебни пофалби исто така до наставничката Лина Тренковска, која успеа да ни ги собере сите награди и вистина сето тоа е заслужено. Горан, повели да ни соопштиш кои се добитници на награди во категоријата фотографии. Добро вечер. Дали се слушаме? Се надевам дека. Да, се слушаме. Добро. Па вака сега, значи на овој конкурс пристигна околу 20 на фотографии. Може би најмалце во однос на другите категории. И тоа претежно во категоријата од 3-то, 4-то и 5-то оделение. Па не би должил нешто повеќе, би кажал кои се добитниците. Значи прва награда за Тале Мицелинов од Основното училиште Васил Главинов од Велес, под менторство на Лила Арсова. Втората награда ја добива Евгенија Илиева од Основното училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци. Значи под менторство на Зорица Милкова. А третата награда ја добива Кристина Стојчевска од Основното училиште Гоце Делчев од Тетово под менторство на Сонја Трифуновска. Значи овие се добитниците, во другите категории немаше пристигнати фотографии. Сметам дека сите фотографии беа добри, меѓутоа овие избраните најповеќе го доловија моментот што би требало на фотографија да го долови, да го замрзни, да речам, едноставно во еден момент. Так. Многу благодариме, Горан, и еве сега јавно, особено се заблагодарувам за нашата соработка. Ние немаме време многу да се гледаме, ама секој ден испраќаме по 100 мејлови напред-назад, за да Полжавче изгледа онака како што изгледа, и благодарам за трудот визуелно Полжавче да ги исполнува критериумите, да биде богато и шаренолико и секако подредено како што треба. Ти благодарам за убавата соработка. Благодарам и вас на довербата. И ја користам приликата, значи, еве сега предпразнично, нели, да честитам новата година на сите тука присутни и на сите во Slow Food и околу Slow Food. Благодарим. Благодарам. И сега, вие сигурно ќе си речете каков е овој водител, што дамата во жирито ја остава накрај. Ама тоа не е случајно. Поетесата Вера Андон ќе го заокружи овој дел од нашиот настан, затоа што таа ни подготви нешто што ќе сака да ни прочита за нашите, особено за нашите ученици, и затоа одлучив така да биде. Таа се изнаработи во однос на делот за литературните творби, што би рекла, таа ме пукна. И еве сега, Вера Андон, да слушнеме кои творби, односно чии творби ги избра како најдобри. Таму имаше, мислам, најмногу работа, мислам дека најмногу литературни творби имавме на конкурсот. Вера, добро вечер. Добро вечер, се слушаме. Се слушаме убаво. Навистина имав тешка обврска, затоа што пристигнаа ми се чини околу 37 творби. Најпрво пофалби до сите учесници, секоја творба си имаше своја убавина и до нивните ментори на учесниците. Но правилата се такви, се разбира, мора од секоја категорија да има 3 награди. И така јас одлучив еве да почнеме од најмалите. Категорија 3-то, 4-то и 5-то оделение.
Прва награда доби песната Овошје и зеленчук на Ајња Милеска, Основно училиште Гоце Делчев од Прилеп. Ментор Елизабета Трајковска. Втора награда Градина од Хана Мечева, Основно училиште Блаже Коневски Прилеп, ментор Весна Арсиќ. Трета награда Овошната градина на дедо Александар Кировски, Основно училиште Гоце Делчев од Тетово, ментор Сонја Трифуновска. Тоа беа најмалите. Втората категорија, 6 и 7 оделение. Прва награда, песната Полжавче од Исак Стојков. Училиште Кире Гавриловски Јане, ментор Елена С. Караджевска. Втората награда ја доби песната Сладки шумски плодови на Илина Шукуровска, Основно училиште Кире Гавриловски Јане, ментор Елена С. Караджовска. Трета награда Градината на мама, Наила Емчовска, училиште Юнус Емре, село Лисичани, општина Пласница. Ментор Емчовска Билјана Софрониевска. И третата категорија, 8 и 9 оделение, прва награда Град на проклонатите, Марија Јовеска, училиште Климент Охридски Прилеп. Втора награда Јаболче моје мило, Лаура Кајџановска, Климент Охридски Прилеп. И третата награда Брканица Турканица, Бојана Илиевска, Основно училиште Страшо Пинџур, село Соколарци, општина Чешиново, Облешева. Ментор Тодорка Стојменова. Честитки до наградените, макар што навистина имаше и многу други песни добри, но тоа е. Им честитам и на менторите и на учениците. Тука да кажеме дека да истакнеме дека имаше активни ментори, еве Сонја Трифуновска од Тетово во 2 категории добива награди со своите ученици. Да го пофалиме училиштето Кире Гавриловски Јане, гледаме дека многу поети се изродиле во Прилеп малечки што ќе бидат наследници на нашиот Конески. А Вера, знам дека вие за сите дечиња и за сите возрастни и за сите што се чувствуваат така ни подготвивте нешто, па да чуеме. Еве јас нешто. Да, повелете. Нешто околу мојата омилена тема љубовта. Насловот е Каде е љубовта? Каде е љубовта? Внатре, во соништата, во саминиот поглед, загледан во далечините, низ скалите што водат горе кон височините, и уште повисоко, и уште подалеку. Поголеми сме за една глава, погоре за цела скала, и пак растеме. Растеме. Далеку е првиот цуд од гранките разнишени на ветрот. А каде е љубовта? Сега цути во нас. Сега цути во нас. Ви благодариме многу. Да си направиме и градини во душата, па да цвете љубовта во нас. Благодариме, Вера Андон. Понатаму, музичката група The Dreamers ни се приклучи на оваа наша дружба, исто така на еден интересен начин. И сега ќе чуеме нешто од нив за да новогодишно ве поздравиме, а на крајот ќе слушнете некои важни информации и така ќе ја завршиме оваа наша дружба. Само ми треба малку време.
Секаде звонат, звонат, разни радости будат, луѓе безгрижно се дружат, снегу ки прикриваат се, бело чисто во мисли е, искрени желби патуваат, здравје и љубов се пожелуваат. Нека овој Божи ден сплоти далечни светови, себе си што го страхуваш, посекај на ближни и непознати, подај рака на немокен, звезди заедно допрете, лоши думи заборави и насмеј се, пам парарарам, пам парарарам, и насмеј се, пам парарарам, пам парарарам. Чувај ја страната ведра, отворена од животот твој, и срцето нека те води, ке исчезне неспокој. Нека овој Божи ден сплоти далечни светови, себе си што го страхуваш, посекај на ближни и непознати, подај рака на немокен, звезди заедно допрете, лоши думи заборави и насмеј се, пам парарарам, пам парарарам, и насмеј се, пам парарарам, пам парарарам. Ете, на овој начин сакаме да ви посакаме среќни празници и се надевам дека беше убаво за окружување на оваа наша дружба. Да кажеме дека сите наградени учесници ќе добијат примероци од списанието, ќе добијат дипломи од Slow Food Водно и Slow Food Македонија и наставниците и менторите, и така по некое уште изненадување ќе им испратиме по пошта пред новогодишните празници, а да ви кажам дека во вториот број е објавен и еден многу интересен конкурс. Знаеме дека нашите деца од основните училишта често времето го поминуваат на интернет, користат YouTube, користат TikTok, и додека да правиме некакви работи кои баш и не се пристојни и добри, ајде TikTok и YouTube да ги искористиме во добра насока. Снимете ни клипчиња и видеа од вашите градини, од училишните активности, како сте насадиле некое дрвце или како пораснало едно гравче па од зрно станало растение, и испратете ни. Деталите за овие конкурси ќе ги најдете на страницата, на официјалната страница на Slow Food Македонија и секако и во електронското и печатеното издание на Полжавче. Таму ќе најдете детали и ги чекаме вашите видеа од YouTube, TikTok и секако и оние што имаат желба за репортажи или извештаи од случувањата поврзани со природата, градинарството и екологијата, можат да ни испратат исто така статии, што најдобрите статии повторно ќе ги избереме и ќе ги поместиме во списанието Полжавче. Сите наградени од претходниот конкурс, значи фотографиите, цртежите и песните се објавени во второто издание на Полжавче. Ќе ги читате и ќе уживате. Јас на крајот ви се заблагодарувам што бевте со нас цело време и при создавањето на Полжавче и сега, еве, кога со една дружба го правиме негова промоција. Еве, уште еднаш вака Полжавче да го видите. Ви посакувам пред се добро здравје во 2022. Свесни, будни, среќни, насмеани, да се дружиме во подобро време и секако да не заборавиме да се дружиме со природата, зашто во спротивно
ќе го изгубиме компасот. Мора секогаш да сме сплотени со природата, цврсто да газиме на земја и да ја љубиме почвата. Секое добро и довидување.